Купишта смет секојдневно се одлагаат на разни локации низ државата од страна на несовесни поединци. Поради ваквата алармантна состојба, 5 ученици од електромашинскиот училишен центар во Охрид дошле до идеја да изработат интернет апликација, преку која граѓаните со само еден клик и поставување на фотографија или видео, како и информација за локацијата каде има смет, ќе може да му помогнат на локалното јавно комунално предпријатие да реагира навремено и да го исчисти. Ние во текот на претходната година спроведовме околу 10 екоакции и видовме дека на улиците се наоѓаат многу отпад, диви депонии и баравме решение како тие депонии да се разрешат. Затоа ја креиравме оваа апликација што дава многу брз и лесен начин да се исчисти и да се помогне на комуналната служба. Самото пријавување на отпадот може да се пријави за 5 секунди и може да се најде на нашата веб страница апликацијата и преку Play Store. И сакавме да најдеме некое решение што е модерно, но што може секој да го користи. Треба да се намали бројот на дивите депонии и генерално отпадот низ градовите. Мислам дека свеста кај граѓаните ќе се покачи на некое друго ниво поради тоа што е видливо, можеме да видиме дека има отпад на секаде. Тоа е нашата цел всушност, да ја подигнеме свеста на граѓаните во Охрид пред се, како туристички центар на Македонија. Да подигнеме свеста тука, потоа и низ другите градови. На апликацијата почнале со работа во 2022 година. Истата ќе биде поставена на интернет пребарувачот Play Store. Вела дека не било воопшто лесно да создадат еден ваков производ. Поминале околу 300 часа на негово креирање. Нашата апликација моментално е единствена, која овозможува дигитално да се маркира депониите. Би рекол дека беше тешко да се создаде апликација, дека ние учиме C++, а ние за апликација користевме друг програмски јазик. Учениците велат дека апликацијата веќе ги дава првите ефекти и оти благодарение на неа се маркирани неколку мини депонии. Сакајќи да ги потикнат граѓаните да пријавуваат отпад, секој оној кој тоа ќе го направи, добива бенефиции, односно попуси за користење на некои услуги во Охрид. Се собираат поени и може да се добие дури и награда. Да, дефинитивно веќе граѓаните покажуваат голем интерес со апликацијата, лесна е за користење, за многу брз период може да се пријави отпад и сите знаеме дека има многу голем проблем со загадувањето. Планираме да се прошириме на државно ниво, не само регионално, и апликацијава се повеќе да ја надградуваме. Со апликацијата, учениците од ова Охридско училиште освоија прва награда и беа прогласени за екопредприемачи на државниот надпревар за ученички компании. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.